За 3000 евра Здравко Илиев од Виница останува и без имот и без пари. Пред повеќе од 10 години тој инвестира во Берово, со намера да гради објект на Беровско езеро. Заминува во Швајцарија со неговото семејство, каде работи и постојано инвестира во Берово. Но наместо денеска да има прекрасен објект, тој талка по судските лавиринти за да си го врати назад сопствениот имот. Ова се случува, како што вели Илиев, заради роднина на неговата сопруга, кој иако добивал помош од Илиев, дополнително го тужел, наклеветил, за на крај преку извршители објектот да биде продаден. Лицето кое е видело дека заглавило во многу работи, го помогнав, дури и кола му купив и сетих такви работи, и кога заглавило тоа лице, за да барал некоја ситуација со која може да излезе, и ме тужил. Си навел, довел двајца сведоци, лажни сведоци, едниот му е куќин сосед негов, кој лажно се изјаснил дека ти работел на објектот, дека прскал плоча во јануари и ред други работи. Судиката сето тоа го прифатило и без да ме повика судот во Виница, иако се наоѓа во дворот на полицијата, имав уредно пријавено адреса, без да ме повикаат, го спроведуваат судењето и донесуваат одлука. Илиев имал и пари на сметка во банка, но наместо од нив да се покријат трошоците за судење и слично, имотот кој го имал на Беровско езеро бил продаден. Како што вели, за 3000 евра направена му е штита од над 300.000 евра, колку што вреди неговиот објект. Сега предметот е на апелација, откаде чека разрешница. Илиев посочи дека за правда ќе се бори до крај. Имавме неколку пати се јавувавме во апелација во суд и ни рекоа дека во најкраток можен период ќе го решат случајот, дека имале над 1800 предмети такви, но дека ќе се заложат овој предмет да го завршат во најкраток можен рок. Не знам, јас правдата ќе ја барам и понатаму, барам помош од телевизиски куќи како вашата, помош од народот, и ќе продолжам да се борам, да видиме до каде ќе успееме. Ќе барам исто помош на крајот и од швајцарската амбасада. Зашто овде е криминалот невиден. Од штипска апелација посочија дека предметот е земен во работа. Се проучуваат списите по предметот и во најскоро време истиот ќе биде рефериран и одлучен пред советот тројца судии.